До крајот на оваа недела се очекува владата да ги донесе антикризните мерки кои ќе ги опфаќаат сите ранливи категории на граѓани, во кои спаѓаат и пензионерите кои земаат најниска пензија, а ќе се знае и колку месеци ќе трае таа поддршка. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска, поради комплексноста на прашањето за минимална пензија, изјави дека решението за истото најверојатно нема да биде познато до крајот на месецот. Искрено, додека не бидат објавени, не сакам да лицитирам кои категории на пензионери, но ќе бидат офатени поголем број на пензионери, а секако ќе бидат офатени и други ранливи категории на граѓани. До крајот на неделата ќе имате информација за се она што како пакет на антикризни мерки владата ќе го донесе, кои категории на граѓани ќе бидат офатени и колку месечна ќе биде поддршката. Незадоволни од достигашните одлуки на владата, пензионерите изминатите неколку месеци одржаат протести, меѓу кои и 3 поголеми во главниот град, каде изнесени беа главни барања минималната пензија да биде во висина од 18 или 20.000 денари и линеарно зголемување на пензиите за 5.000 денари. 5.000 бараме сега покачување и 18.000, меѓутоа во ноември, бидејќи нашата голгота продолжува и нашето патешествие, во ноември бараме 7.500 покачување и 20.000 минимална пензија. И јас мислам дека во 21. век е жално и смешно пензионер да зема испод 18.000 денари. Последниот пат бев и јас во делегацијата кај министерката, учествував во разговорите, меѓутоа очигледно она продолжува со низината приказна дека 12.000 пензионер работел 15 години, дека пензискиот фонд ќе биде во тешка ситуација ако се зголеми. Мислам дека тоа се приказни, дека тоа не држи место. Од Министерството за труд и социјална политика оценуваат дека досегашните барања на пензионерите се нереални и заканувачки за стабилноста на пензискиот систем, напоменувајќи дека место за паника нема, бидејќи со новата методологија донесено е системско решение за постојан раст на пензиите и дека од 9.000 денари минималната пензија сега изнесува 13.100 денари.